ова судска одлука предизвика бура реакции во јавноста, а пред се во судските кулари. Се работи за еден спор долг повеќе од 4 век. Се работи за спор на собственици на земјиште, наследници на земјиште во районот Зеленит. Се работи за земјиште кое е уцртано по генерален урбанистички план за едукација, односно училиште. Експроприација е извршена уште 85 година и од тогаш натаму фамилијата води судски спорови и у 3 претходни наврати има донесена одлука дека задолжување за паричен надоместок е на Министерство за образование. 2007 година има ревизија од Врховен суд, каде одлуката за извршување на паричен надоместок на Министерство за образование е поништена и е вратена на повторно разматрање со указ и со смерници во насока да се утврди дали се во владение и дали е извршена крајната цел, односно дали изгледано училиште, за да се донесе пресуда адекватна. Потоа процесот трае од 2008 година обновување на постапка и локалната самоуправа се задолжува со новата пресуда 90 милиони денари заедно со комата, односно 67 милиони надоместок паричен плюс камати и судски трошкови по наша процека од секторот за финансии од моментот на пресудата до исплата ќе биде негде околу 90 милиони. Значи, ова е преседан во судството во општина Куманово, општинскиот суд Куманово, бидејќи таков надоместок до сега не е пресуден во историја од постоење на овој суд во оваков процес, а пред се и не реагираме за висината, бидејќи тоа е проценка на вешто лице, односно ќе бараме и супер визија сега во предлог за обновување на постапка, меѓутоа проблемот побудува решението побудува сомнение во насока дека се задолжува локална самоуправа општината Куманово да исплати надоместок паричен за нешто што не е никогаш било во владение. Значи, имотниот лист јасно зборува дека земјиште на Република Македонија никогаш не е постигната целта, значи таму не е изградено училиште. И што е најсигнификантно од целиот овој процес што буди сомнение е после внесување на извршна судска пресуда на 6.9. Има промена во имотниот лист, значи имотниот лист на 20 има упишување на 29. Во графата услов за упишување значи е напишено ДУП на општина Куманово од 2007-2009 и тука се погрешни индикации за упис на катастарските парцели, меѓутоа нигде до сега и унијата постапка управна во катастар не може да биде разлог за упис, да биде детално-урбанистички план или генерален урбанистички план, бидејќи разлог за упис е собственото стекнување на собственост и начин како се движела таа парцела. Према тоа јасно кажува дека во целата ова конфузија има нешто што е пребоено со некаква боја, дали тоа е политичките моменти кои ние коментираме во таа насока, или има и други апликации финансиски, тоа не потврдат органите во Република Македонија. Сметаме дека се е нанесена голема неправда на локалната самоуправа пред се 4 месеца пред изборниот процес на локалните избори 2013 во март месец, блокада на локалната самоуправа, по нас неправилна и неправична, и сметаме дека ова јасно укажува дека каде се движи нашиот систем, односно правосудството. Ние како локална самоуправа вчера на Советот имаме извештај за ова работа и заклучите беа да локалната самоуправа преземе сите адекватни мерки
Видите, законот за вонпарнична постапка, односно ЗПП, јасно кажува дека ние натаму немаме право на БЗЗ и на ревизија на овој предмет, значи што ќе биде извршен. Меѓутоа, ние ќе ги преземе сите инструменти кои се располагање, а тоа е ќе бараме одлагање на извршување, ќе бараме повторување на постапка, ќе упатиме преписка, односно подапка до судскиот совет, ургенција до Министерството за правда да ги разгледа овие факти и ги преземеме исто адекватни потези према јавното обвинителство, антикорупцијската комисија, агенцијата за перење на пари, значи сите институции кои стојат на располагање на државата за да ги заштитиме средствата на граѓаните. Ова јасно кажува дека парите од граѓаните кои се собираат во буџетот на општината се одлеваат во една насока во приватни, да не кажем рација, во приватни джебови, и тоа и треба да биде, ако е правично и правно, исправно, за нешто што немаме владение, за нешто што не сме биле никогаш користничко право, барем не сме имале, а не собственост да плаќаме таква сума, што е интересно во случајот тоа земјиште и да го исплатиме ќе биде на РМ повторно, а за доделување на земјиштето да биде на општина за изградба на објекти од јавен интерес, поново треба да има процес, комисија за експанзија на градба и одлука на влада Република Македонија. Значи треба комисијата за градежна експанзија да донесе одлука за земјиште да се додели на општина Куманово, значи тоа е процес кога РМ земјиште се доделува на општина во собственост за изградба на објекти од јавен интерес. Така да видите во каква една пајакова мрежа сме влезени сега во овој процес. Ќе биде еден долг и црпувачки процес. Се надевам на некаква објективност од институциите на системот, пред се седам на совеста на Основниот суд во Куманово по нашата предлог за обновување на постапка, дека ќе има доблеж, имаме и нови докази, новите докази јасно кажуваат со промена ново имотелиси и со новите докази во однос на договорите кои се на тој потек на градот правени помеѓу купувачите и продавачите на земјиште во тој дел, јасно укажува дека цената на квадратен метар е 4 пати поевтина пазарната цена од она што е процената во судската пресуда, бидејќи ние поднесоме договори од 2007, 2008, 2009, 2010 година, дека таму земјиште се купувала измеѓу 20, 25, највеќе до 30 евра, а во случајот дека цената на квадратен метар заедно со трошковите кои следуваат излезе на 100 евра квадрат. Значи јасно нашите докази кријат во таа намера и се надеваме на совеста и на доблеста на правосудството да најде сили да излеземе од овој ќорцокак, бидејќи во моментот се водат уште неколку судски спора од таква генеза и мислам дека многу лесно може да дојде со пресуда и по пат на ова пресуда, ако не добие друга завршица, Куманово го очекува долг и мачен период во финансискиот дел. Значи, ако продолжи со овакви пресуди, дефинитивно не очекуваме развој на градот, се со намера да се покаже некаква моќ. Сметам дека ова треба да се реши на некој друг начин, бидејќи јасно укажува дека земјиштето и до сега и од сега, а пред се капиталните инвестиции во образованието, се во раците на државата, во Министерството на образованието. Таму во пресудата јасно кажува дека член 22
По закон за локална самоуправа е надлежност образованието, да, меѓутоа само организирање и менеджирање на образованието, капиталните инвестиции во образованието по закон за образование и закон за финансиско работење во Република Македонија, јасно кажува дека капиталните инвестиции од таа сфера се во раците на државата. Према тоа, по ниеден основ ние не може да бидеме извршители на тоа решение, да ги исплатиме тие наместоци. Само да подсетам дека истата фамилија пред 6 години доби судски спор за јавно прометни површини, улици во тој регион и нашата општина исплати тогаш 17,5 милиони денари, околу 17 милиони за надокнада на таа. Меѓутоа, тоа е наша ингеренција и тогаш ние не реагираме овака. Оваа пресуда е изместена и дислоцирана во друга насока и сметам дека не треба локалната самоуправа и јас како носител на одговорност на менеджирање со локалната администрација треба да ги преземе сите можни мерки за да не дојде до оштетување на буџетот и до зауставување на развојниот процес на општината. Тоа ќе значи многу голем удар пред се во секторот на социјала, спорт, култура, а да не зборуваме каква ќе биде последицата во капиталните инвестиции. Знаете вие дека ние имаме еден поширок опус на работи кои ги вршиме минатата и оваа година, пред се спортските објекти, спортските сали, игралиштата, базен затворен и отворен на 39 проекти од комунална инфраструктура, се тоа се енормни големи бројки во буџетот и овакви одлуки дебело ќе се одразат во работата на локалната самоуправа. Куманово е диверсифицирано во најголем дел е направена дистрибутивна мрежа во централно градско подрачје, каде у неколку наврата ве информираме вашите медиумите дека ние во ова година и половина, од кога почна дистрибуцијата, се претежно јавните установи и јавните предпријатија. Тоа е општината, јавните предпријатија, градинките и училиштата 6. И тоа се гасифицирани и приклучени на гасифицирана мрежа и дистрибуцијата тече во насока на тие установи, меѓутоа ние година дено не добиваме цена од регулаторна комисија, така да од тука натаму не можеме да пристапиме кон процес на приватно и колективно домување за гасифицирање, бидејќи не е можно да правиме дистрибуција ако немаме адекватна цена, бидејќи цената одредува регулаторната комисија. И поред неколку ургенции кои ги направивме, значи ние поднесуваме документи за формирање на цена после стигнување на услови за конекција на гасификација на приватни и колективни, на индивидуални и колективни домувања, со завршување на станица за одоризација и се стигнали сите услови да може да правиме дистрибуција. Имаме доста барања за приклучување, меѓутоа тој процес не е отпуштат од неколку причини. Значи, прво немаме цена адекватна добиено, а второ тендерот за регулаторните инструменти се заврши пред неколку месеца, значи сега стигна сите услови за може да направиме приклучување на индивидуални и колективни домувања. Сметам дека после конференција за печатот и после ургенција до Влада Република Македонија отпочна еден процес, значи овие денови ќе имаме состав со регулаторна комисија во која треба да се утврдат сите факти и аргументи и да добиеме конечно решение за цена на дистрибуција на газ, што за мене е непотребно политизирање на оваа работа. Не гледам никаква причина, никаков разлог да тоа не го добиеме, бидејќи имаме лиценца, имаме направено сертифицирана мрежа и процесот може да отпочне со конекција за дистрибуција на приватни и колективни стамбени објекти. Еве, значи во секој сегмент на нашата работа имаме пречки во однос на комуникација на централно и локално ниво, што на некој начин зборува дека немаме уште можност да комплетно ја развиеме сферата на децентрализацијата. Уште сме во спрегипот
некакви согласности и контроли од ресорните министерства, владата према локалните самоуправа, ево е најдобар доказ и показател како тоа не треба да функционира во едно демократско општество. Меѓутоа, без разлика на се, народот, луѓето, граѓаните добро ја прецепираат работата, ги лоцираат основните пречки и сметам дека тоа нема да биде джокер или карта во раце на централната власт или партијата на централно на власт на централно ниво за овие локални избори во Кубаново, бидејќи овој процес кој е единствено таков вид во Република Македонија се движи со некоја динамика, се движи, еве, моментот го прошируваме офатот на гасификација и према на Сабата Гоце Делчев, така да наша следна дестинација ќе биде према на Сабата Перочичо, ќе понудиме проширување на мрежа према болница и другите комплекси каде има поголема гостина. Во моментот нашите можности за проширување на мрежа и за евентуално приклучување на граѓаните имаме околу 6000 индивидуални или колективни домувања и негде околу 200-300 правни субјекти. Динамиката на развојот ќе продолжи, мимо тоа што не успеавме стратегијата за јавно-приватно партнерство да ја усвоиме, со што ќе се створеше можност за свеж капитал во самата фирма. Меѓутоа се надевам дека таа стратегија која е изготвена со новата политичка клима после март месец ќе има простор за отварање на оваа работа. Тоа ќе биде дел од мојата агенда и програма во настапот на престојните избори, со тоа што ќе ги малку олесниме работите во дистрибуцијата, бидејќи на наше жалење самиот начин на купување на газ од главниот увозник е со банчени гаранции, со финансиско фискално задолжување што општината не може да направи сама без согласност на Министерството за финансии. Тука е поново проблемот и сега оваа година за да почне дистрибуција на газ и на овие јавни устави ние треба до дистрибутерот увозникот на газот на Гама да депонираме гаранција или да депонираме средства авансирано, што не е ни по една ни по друга можност општината да ги направи тие трансакции, бидејќи трезорот не го дозволува тоа ни авансно плаќање, ни по фискално задолжување без согласност на Министерството за финансии. Значи, се наоѓаме во еден стеснат круг на некои нешта кои ги комплицираат место да ги олеснуваат работите во економската сфера. Сметам дека после изборите работа ќе биде порелаксирана и ќе имаме малку покомотна позиција во таа насока. Јас се надевам на победа во наредниот изборен циклус. Впрочем, тоа го перцепирам од следба со граѓаните. Јас постојано во овие изминати неколку месеци имам следба со граѓани во местните заедници, местните организации на партиската структура и климата ни дава за право да сум оптимист. Мојата програмска определба ја кажа на мојот настап, кога беше протестно-промотивниот митинг на 28 јуни и беше усмерена дека ќе продолжиме со исто темпо да го градиме и да го модернизираме градот. Пред се ставим неколку точки во главниот мој проект, а тоа е главната работа ќе работам на концепт на изведба на инсинератор или палионица за цврст отпад. Тоа е стратегија која работам сега и која ќе биде готова до крај на годината, што тој процес како регионален пристап, ако Кубаново е центар на регионот североисточен плански регион, ќе биде еден од главните капитални инвестиции не само регионот во Република Македонија. Тоа е наша заложба. Дали ќе успееме зависи од економската состојба, зависи од интересот пред се на државата, бидејќи без
заедна соработка тој проект не може да биде имплементиран. Потоа, исто капитално прашање за општина Куманово е изработка стратегија за водоснабдување. Значи, не дистрибуција на вода, него стварање на услови или акумулации за нови извори, обновливи извори на вода, бидејќи знаете дека постојано имаме пречки во однос на дотур на сирова вода во филтер станицата и нашата студија ќе иде во таа насока дали да го прошириме капацитетот на дотурна вода или изградба на нови акумулациони системи или бунари, ќе каже студијата, и тоа ќе биде главната тема исто така во мојата изборна програма и мојата работа во натамошниот период. Потоа ќе го продолжиме системот на гасификација и изградба на нови економски зони заради подобрување на услов на живење на граѓаните и нормално она што го поставиме и сме зауставени до негде ради проблемите со земјиштето, пред се во Червенско ќош изградба на новата управна зграда, ние уште го немаме добиено земјиштето на тој потек, бидејќи тоа е наравно земјиште со тоа што 350 квадратни метри е у приватна собственост и таа експроприација треба да се заврши после доделување на земјиштето во општина Куманово, што ствара еден проблем, бидејќи по закон државата ни го префрла кога ќе ја завршиме експроприацијата, а луѓето што сака да се вклучат во парцелата, што имат приватна собственост, сака да тоа биде по завршување на парцелата, бидејќи они не барат парични наместник, барат пословни простории во тој дел, така да тука имаме еден проблем со граѓаните. Меѓутоа се надевам на едно разбирање и конечно решавање и формирање на таа парцела и отпочнување на тој проект. Таа е една капитална инвестиција која ќе го олесни работата на локалната самоуправа, а ќе има и комерцијални содржини. Па ја не би го коментирал дали Витно ќе се кандидат, тоа е негов избор. Ако он смета дека има доволно е искусен во политиката да процени дали може да се кандидира или ќе се кандидира. Меѓутоа сакам едно да кажам дека во последните неколку седмици јасно се избалансираа снагите во Советот. Значи оваа група која беше коалиција, значи председателот и малите партии, значи и независната листа, кои делувавме синхронно 3,5 години во насока на коалиција социјалдемократски сојуз и коалицијските партнери, јасно се избалансира дека трите гласа од таа коалиција отидоа во другата страна и делува сигурно со ВМРО-ДПМНЕ, што за мене е малку чудно, меѓутоа вистинито, и тоа е парадоксот на политиката. Одлуката ќе биде нивна како ќе се позиционират. Јас ќе работам својата агенда. Колку ќе направи, ја не сум некој веш политички аналитичар за може да проценам колку ќе направи штета. Користејќи моите сознанија од политичките анализи, сметам дека штета може да се направи во секоја етапа, во секој дел од тој изборен процес. Меѓутоа, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз сега е добро организиран на овие избори, има една добра организирана структура, има голем мотив и морал во самото членство на овие избори да настапиме заеднички, да направиме единствено црсто, и мислам дека тоа е нашата карта и на тој начин ќе успееме да ги победиме сите овие предизвици. Не можем да кажем дека тоа нема да се одрази на некаква бројка, меѓутоа и каква да е таа бројка, ние ќе се обидеме да ја надминеме таа криза, тој проблем што се јави со оцепување на некој дел од гласачкиот кампус. Нашите политички анализи зборуваат дека ова појава што се случи после промоција на мене како кандидат и
ово делување на дел од советничката група, значи двата членови на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Петрушевски, делуваат не така, очекувам може би повеќе во тој дел, меѓутоа анализите политички и анкетите кажа дека само 4% од вкупното членство на Социјалдемократскиот сојуз дава поддршка на тој дел, додека 96% од членството застанува на генералната концепција на Централата и Општинскиот извршен одбор. Затоа сум убеден дека оваа работа и да нема драстично да не наруши нашата генерална концепција. Има полни раце работа во нареден период, бидејќи ви очекува период каде сме започнали со многу проекти, имаме големи капитални инвестиции, голем број на комунална инфраструктура, имаме програма за социјала која знаете усвоена, имаме програма за спорт, програма за култура, денови на Кубанови се и овој бала што ни стигна. Сметам дека ова блокадите како ќе ги избести работите во област на динамичкиот развој на општината. Се надевам на позитивни решенија од оваа цела наша акција што ќе ја преземеме и мислам дека наредната година ќе имаме многу поуспешна фискална година од оваа, бидејќи оваа година беше една од лошите економски години во Република Македонија, така да ќе успееме да излеземе од овој еден ќорсокак финансиски и се надевам дека ќе направиме еден помак во таа насока. Искрено да ви кажам, малку сум оптимист, гледајќи состојбата во однос на коалицијските партии на централно ниво, етничките тензии кои во моментот во Република Македонија се присати, се повеќе сум убеден дека паралелно со локалните избори ќе имаме и избори на централно ниво, парламентарни избори и конечно да дојде до промена после 6,5 години на централната власт, со што оптимистички гледам дека ќе се видоизменат работите на релација централна и локална власт и дека децентрализацијата ќе го доживее и во својот пол капацитет и законот за равномерен регионален развој и законите за јавен долг, бидејќи ние и тука по закон за јавен долг повеќе од година и пол дена не добиваме одговор од Министерство за финансија за обврзници за кредитно задолжување, бидејќи ние разговараме на две нивоа, дали да со обврзници или со кредитно задолжување да го зајакнеме фискалниот капацитет во оваа тешка година, и под сугестија на финансии отидоме во правец на кредитно задолжување, меѓутоа после година и пол ден чекање уште немаме одговор на одлуката за кредитно задолжување на општината. Тоа јасно зборува дека се суспендирани основните правци во децентрализацијата, тоа е фискалната децентрализација и на некој начин тоа е основен столб на самата децентрализација. Без фискална децентрализација нема права децентрализација и сметам дека со промена на власта, евентуалните избори кои ги очекуваме сите во март месец да бидат заеднички, дефинитивно ќе се отвори нови можности за работење на локалните самоуправи, а пред се за развој на овој град.